Почитувани гледачи, добар виден. Бројот на возилата во светот постојано расте, а тоа создава проблеми кои што бараат соодветни решенија. Овие проблеми секако се поизразени во големите светски мегалополиси. И во нашите поголеми градови постојат проблеми кои што бараат брзи и адекватни решенија, но на подолг рок. Но не само во градските средини, туку треба да се бараат соодветни решенија и за сите патишта надвор од населените места. Што е важно при проектирање на магистралните, на регионалните, на автопатиштата? Па сега, секогаш геометриските елементи на сообраќајниците се основа за проектирање на нас проектантите што проектираме. Прв параметар или влезен параметар ние со која брзина треба да се движат возилата надвор од населеното место, зборуваме за патиштата, вон населените места. А вториот елемент е бројот на возилата што треба да се движат по таа сообраќајница. Значи, ако знаеме дека бројот 10.000 возила средногодишен дневен сообраќај, тоа не е параметар за автопат. Такви сообраќајници во Македонија ние имаме сега делницата Телоскопија што има околу 14.000 возила среден сообраќај годишен дневен. Така имаме делницата Телоскопија негде 11.000 возила. Тие се значи комплетно автопатишта што ги даваат услугите за тој број на возила. Делницата од Тетово Скопје на автопатот е една од поубавите во Македонија и од аспект на проектирање, на изведба и на составни елементи што се при градба или проектирање како составен дел на автопатот. Значи, автопатското решение што е направено со некои новини уште таму 2000 година. За прв пат во Македонија е употребен полимеризираниот битумен кој дава многу фина удобност при возење, отиколовозната конструкција е многу мека. Втората работа која се осеќа при возење комотност на возачот, затоа што околината, дадена важност на околината и засадени се негде околу 1 милион багрема лево и десно на усеците и засеците и средниот појас се направен со негде околу 100.000 борови кои што има двојна улога и дават една убаво осеќај на при самото возење. Сега друго е што таму тој автопат уште не е довршен затоа што и по предвидениот проект не се направени уште тие содржини попратни кои треба да се направат за да автопатот биде целосно по како што е замислен и по сите европски норми. Ако размислиме сега дека овој број на возила што расте и движењето на луѓе дека расте, ние треба да се базираме на другите, да речеме, сообраќајници што сега е во тек се града, значи делницата Кичево Охрид и делницата Миладиновци Скопје, така да треба да се размисли и исто така во нареден период после овој 5-годишен план кој што е за пофалба за тоа што 1 милијарда средства ќе се потрошат само на патниот сообраќај и која по мене една погодена инвестиција од експертите во владата затоа што сообраќајниците со себе носат многу добра. Значи не само ова што запослување на луѓето при градба, меѓутоа експлоатацијата на сообраќајницата дава поевтина роба, дава временски период за една точка до друга да се движиме побрзо и ги смалува трошковите на возилото, ги смалува трошковите на амортизацијата, а со самото тоа државата е побогата. Во задниот период беа направени неколку патишта, прво би го спомнал патот Радовиш-Струмица кој што во задните 2 години беше направен, после не знам колку време што се возеше на коцка. Исто така беше обновен патот Катланово-Велес, значи беше направен автопат од делницата од тој автопат која што во должина од околу 25 км, која што не беше рехабилитирана околу 30 години. Значи, као две најзначајни работи што беа завршени. Исто беше завршена автопатската делница од Табановци, границата Табановци до Куманово, значи во должина 7 км. И као што беше направен патот Тетово-Јажнице, значи рехабилитиран, беа рехабилитирани и проширени деловите на делот патот Раброва-Давидово, беше направена трета лента на одредени секции заради полесно разминување на томарни возила. Беше направена делницата кај Велес, кај Штипската клучка, така да во голем дел, значи, а во зависност најмногу од средствата со кои што располагаме, беа направени рехабилитација и изградби на нови патишта. Воедно би сакал да ги споменам секако локалните патишта, кои што во голем дел со земен кредит обезбеден од владата на Република Македонија, значи преку Светската и Европската банка за обнова и развој,
и со нив беа направени многу бројни локални патишта низ територијата низ целата Македонија, над 300 и повеќе патишта беа направени со тој кредит и се уште остана уште еден отворен повик за тие патишта кој ќе се отвори во октомври, кој што во 2015 ќе завршиме со проектот за доизградба на локалните патишта и реконструкција и рехабилитација преку Европската и Светската банка. Докаде се работите на патот Велес-Штип, бидејќи оваа делница важеше за практично за црна делница, каде што многу често се случува сообраќање днес? Па вака сега, со оглед на тоа дека за побрзо и поедноставно користење на средствата, ние го поделивме проектот во неколку фази, од кои што првата веќе е завршена во должина до околу 5 км, таа е од Велес до крајот на третата лента бивша, така се поводиме патот, заедно со краците на самата клучка. Втората фаза веќе се работи, тоа е делницата и како ни селата низ Лозово и Сарамзалина. втората делница сега е од крајот кај што завршивме, се иде до селото Лозово, тоа е во должина до околу 9,5 км. Моментално се работат работите таму, патот се шири, ќе се добие една делница која што ќе има ширина од 11,4 метри, од сегашните 6 метри, и пат што е во лоша состојба, ќе се добие пат со широчина од 11,4 метри и со 4 коловозни ленти, од кои што 2 ќе бидат за возење, а 2 ќе бидат као за станување, каде што ќе можат поспорите возила, како и возилата кои што ги користат таму селаните, земјоделската механизација да ги користат и ќе се овозможи еден брз проток, ќе се добие една брзина проектирана брзина од околу 90 км на час на таа делница и ќе се елиминираат црните точки кои што беа многу бројни на таа делница. На тој дел имавме 3 регистрирани црни точки, одма после третата лента, тука, и тие ќе се елиминираат и ќе се добие еден пат кој што се надеваме ќе биде многу побезбеден за возење. Веќе се работат на втората делница работите, а за третата делница се чека да се завршат процедурите за добивање на одобрение за градба и се надевам во најскоро време и таму ќе проработат машините, да почнат да работат. Како течат работите на нови автопатишта што се во градба? Па течат добро, секогаш има проблеми. По напредната е состојбата на автопатот Миладиновци-Штип, каде што веќе имаме околу 1,000,000 кубни метри земја во ископ. Сега се работат прво земјаните работи. Би сакал да истакнам дека ради лошото време имаме помали застои, меѓутоа тоа е тековниот дел од работата. Се надеваме дека кога ќе се подобри времето, ќе се подобри и ќе се постигнат подобри резултати. На Кичев Охрид, поради тешкотиите со теренот, се работи за еден многу тежок терен, каде што имаме на првите 2 секции околу 20 на мостови, тоест виадукти со должина над 100 метри, се работи за мощен тежок терен и мощни големи ископи и таму работите одат малце поспоро, меѓутоа работата се тече. Се наоѓаме на 10-тиот километар пред Штип. Ова што е зад нас е дел од автопатот Миладиновци-Штип и колку што може да се забележи, работите се одвиваат со добра динамика. Ме интересира, која грешка не треба да се направи при градба сега на овие автопатишта? Што претходно, например, нешто се занемарува? Прво треба да се, стриктно да се придржуваме на прописите при проектирање. Грешката може да настане и при проектирање, може да настане и при ревизија на проектот, може да настане и при градба, но може да настане грешката и при одржување, погрешно одржување на патиштата. Често се случува кај нас да добро проектиран пат лошо изведен, или во однос на квалитетот на самата конструкција коловозна, или во однос на елементите со кои се менуваат ад хок или на лице место без некоја подлабока анализа. Основен услов е трасата, утврдување на трасата на коридорот за една сообраќајница е основен услов за да се направи добра, безбедна и ефтина сообраќајница. Два елемента мора да се земат предвид. Едниот елемент е
проектните елементи на самата сообраќајница, вториот елемент треба да бидат и економската снага на самиот инвеститор или државата во овој смисол. Ако ние као проектанти ја тргнеме таа идеја дека секој пат што треба да го градиме, не само аутопат, и магистрален пат, и регионален пат, треба да примениме геометриски елементи од минимален, значи со минимални елементи, како што се со минимален радиус, минимален попречен пат и така натака, тогаш грешиме. Најголемите грешки се прават во тој смисол за да немаме средства и сега викаме добро, ај нека се направи брзината од таа делница да ја смалиме сега на повеќе делови заради тоа што мора да испадне некоја поголеми зафати градежни или мостови или објекти или ископи или насепи и во тој случај применуваме минимални геометриски елементи, но тие се скапи. Експертите велат дека најефтиниот пат е практично најскап. Сега како долгогодишен инженер ве прашувам дали е тоа така? Па секако дека е така, затоа што вложувањата претходни во проектите што се за патишта, како конкретно зборуваме, се рефлектираат покасно на експлоатацијата на самите патишта. Ако вложиме повеќе средства, ако го направиме поквалитетен патот, тој секако ќе ни служи подолго години. Што треба да направиме за да биде патот квалитетен? Па сега за да биде патот квалитетен, прво треба да направиме квалитетен проект за тој пат, кој што ќе ги дефинира точно елементите на патот. Значи, зборуваме за длабочините на ископ, замената на неквалитетниот материјал за на кој што ќе се фундира самиот пат, за дебелината на асфалтните слоеви, одводнувањето секако е еден од најважните елементи кои што го дефинира рокот на трајање на самиот пат. Сообраќајната сигнализација и она тука има своја улога. Меѓутоа, квалитетот на патот е со квалитетен проект и изведувачот треба да си ја изведе работата како што е зацртано во проект, а изведувачот е надзориран од надзорна служба која што си ја ангажира инвеститорот, а исто и инвеститорот си има своја надзорна служба што го надзорира надзорниот орган, така да јас мислам во последно време се работи квалитетно. Колку кајна се запазуваат оние квалитативни норми за да имаме добар пат? Значи, последните години можам да кажам дека 100%. Тоа што е зацртано и тоа се работи и е тоа добро. Пред да се стави асфалтот треба да биде и квалитетна подлогата. Што треба да се направи за една квалитетна подлога? А сега, по квалификацијата на патиштата, ако кажеме дека еден булевар, ете ќе го земеме булеварот како пример, значи мора да се стави прво значи ископот, ако доле подлогата не е добра, како што реков претходно, треба се замени со квалитетна подлога. А потоа се става подобрена постелка, која што ги прима оптеретувањата пред подлогата и таа подобрена постелка врши практично одводнување на трупот на патот во случај ако дојде до продорна вода во долниот дел. Потоа се става тампон. Тампонот би требало за булеварските решенија, и така е, 30 до 35 сантима и претходно реков, одводнувањето, значи е многу битен фактор да се направи како што треба и асфалтот вообичаено оди во 3 слоја. Едниот слој е 6 сантима, другиот е 7 сантима. Тоа е подлога на асфалтот на носечкиот слој, а носечкиот во последно време се работи со полимер сплит мастикс асфалт, што е добро. Значи е по затворен и не дозволува продор на вода и е поеластичен, не дозволува пукнатина се јавуваат. Што е она што може да го оштети асфалтот? Што најмногу му пречи? Па, најмногу му пречи водата. Значи, таму кај што се задржува вода и има голема фреквенција на сообраќајот, водата ќе си најде начин како да продре во долните слоеви. Кога ќе ги навлажни долните слоеви, ударите, теретите што ги носи патот од возилата, се пренесуваат доле во подлогата и асфалтот, значи, подлежи на
девијации. Се обично ние викаме дека ете асфалтот пропадна. Не, асфалтот никогаш не пропаѓа, него пропаѓа подлогата под асфалтот. Согласно колку пари се вложуваат, ќе се добие соодветен квалитет. Би сакал тука да потенцирам дека од аспект на она што е стандарди за изградба на патиштата, односно пред се за планирање, изградба и одржување на патиштата, дека кај нас важат стандардите кои што на времето биле потекнуваат нели од германските DIN стандарди или DIN норми, кои што биле прифатени на територијата на целиот Балкански полуостров и тие денес се МКС, македонските стандарди. Исто така Република Македонија нели по воведувањето во Европската унија на европските норми, стандардите, се труди да ги прилагоди своите стандарди во согласност со овие европски норми за квалитет кој што треба да биде постигнат за патиштата. При тоа би сакал да кажам дека квалитетно изградените патишта започнуваат уште од најраната фаза, од фазата на проектирање. Во голем дел квалитетот што треба да се постигне, значи се дефинира со самиот проект. Понатаму тоа самиот проект е подложен на ревизија од страна на овластено лице ревидент, кој што дава свое стручно мислење за квалитетот на таа проектна документација врз база на која што ќе се изгради идниот пат од било кое ниво, магистрален, експресен, регионален или автопат. Во самата фаза на градба исто така веќе се спроведуваат, односно се реализираат проверки на вградениот материјал, дали е тоа во согласност со она што е испроектирано и согласно стандардите. Исто така, на крајот, откако ќе биде изграден патот, се врши технички прием, каде што се констатира дали тој пат е изграден согласно техничките прописи за тоа ниво на пат кој што се гради. За брз, квалитетен и безбеден сообраќај потребно е вклучување на сите институции, особено на научната фела. Ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен ден.